Приватните превозници бараат средба со премиерот Димитар Ковачевски со надеж дека ќе им помогне во решавање на проблемот. Тие писмено побараат да бидат примени во владата, за лично да му кажа да направи напор да им се исплатат парите, но иако може да и ги одземе ингеренциите на градоначалничката Даниела Арсовска за јавниот превоз во Скопје. Точно се знае каде е вината, овдека во управата на градот Скопје. Ние првенствено се дислоциравме од споменатите крстосници за да им овозможиме на граѓаните полесно да се движат. Ова не е наша вина. Ние сакаме да се реши работата. Во овој бизнис татко ми повеќе од 30 години. Ако нема чара, помладија возачи сите ќе заминат во Германија, а земја држава без млади луѓе нема иднина. Од владата пак бараат барањата да ги упатат кон градските власти, а тие треба да понудат мерки за надминување на состојбата во интерес на граѓаните. Укажуваме дека според законот за град Скопје, уредувањето и организацијата на јавниот градски и приградски превоз на патници е под целосна и единствена надлежност на град Скопје. Поделумното повлекување на автобусите, сообраќајот во Скопје малку се растерети, но граѓаните се уште се нервозни зашто автобусите доцнат и прстот го вперуваат во првиот човек на Скопје. Значи, она е бирана од граѓаните, а не да се крие. И многу независни граѓани за неа гласа и она не да се крие и таму да ми ги пушта еден неписмен човек да ми каже една реченица само. Нас, граѓаните, треба да ни каже. Не ми интересира мене Слобода. Слобода ќе си работи, овој ќе си бара и управо си за нив. Кој работи без пари? Има гужва денеска или? Превише. И покрај пуштените улици пак има хаос. Пак има, да. Па не, малку подобро е, подобрување. Порастеретено? Порастеретено, да. Градоначалничката уште минатиот месец ги раскина договорите со Слобода превоз и Мак Експрес и јавно на седница на градскиот совет кажа дека нема да им го исплати долгот. Приватните автобуси повлечени се од двете клучни крстосници кај Олимпискиот базен и кај крстосницата кај Мавровка, но затоа остануваат на булеварот Илинден затоа што се уште и се лути на градоначалничката Даниела Арсовска. Блокадите продолжуваат и во наредните денови, и тоа се до исполнување на барањата за исплата на долгот од близу 2 милиони евра.